Погледнете ги овие камени блокови. Расфрлани се насекаде околу патот, многу од нив се искриени. Ви ги покажувам понатаму во видеото и кажете ми зошто никој не зборува за ова неверојатно место. Изгледате го видеото до крај, ќе видите зашто мислам. Што ли се не се крие под земјата? Погледнете што е пронајдено при расчистување на пат. Неверојатни камени коцки. Ги има уште повеќе. Во ова видео ви ги покажувам сите што се откопани и местото од каде што доаѓаат. Не знам од каде да почнам да снимам и да ви објаснувам. Се симнав малку од патот доле и видете што најдов. Значи, ова е под самиот пат, неколку метра под патот. И најдов совршени коцки, камени коцки, кои што се тука оставени, најверојатно од кога го правеле патот. При ископување на патот се најдени овие камени коцки и се тргнати настрана од патот, затоа што се многу тешки, мислам дека не можеле да ги преместат, туку само ги тргнале надоле, ги подбутнале доле покрај патот, надевајќи се дека никој нема да ги примети. Меѓутоа, ете, јас ги приметив и се чудам како никој друг не ги приметува. Дали само јас го гледам ова, или другите се прават слепи, не знам. Меѓутоа, ево, ова е, сега се качив горе на самиот пат и ова е одма до патот. Значи, ова е сега пред недела дена или две расчистувам патот и најдени се овие нови камени блокови, кои, како што гледате, се само потргнати малку. Тие пробале да го расчистат патот, меѓутоа поради овие камени блокови најверојатно не можеле. Па само ги растргале и ги оставиле тука. И ајде одиме понатаму да го истражуваме ова место и да ви ги снимам и другите камени блокови кои што ги има насекаде. Значи, насекаде има огромни коцкести камени блокови и тука постоела некоја многу стара, огромна градба. Верувајте, ова е нешто неверојатно. Ова мора да се истражи, луѓе. Овакви карпи можела да прави само напредна цивилизација. Значи, ова е доказ дека тука постоела некоја цивилизација која што ги обработувала камењата и која што градела со нив. Значи, цело ово подрачје е послано со овие обработени камења. Јас веќе снимав едно видео тука, малце погоре е откопан патот и се гледаат остатоци од овие камења, како ги сечеле, како ги ваделе, а можеби се гледаат и целите камења. Ајде сега да ги снимаме овие камења и одиме горе да ви ги покажам од кај што ги ваделе, од кај што јас мислам дека ги ваделе. Ајде одиме сега горе. Ајде уште малку ќе се задржиме тука покрај патот, затоа што има премногу камени блокови, камени коцки, па така сакам да ви ги снимам сите. И можеби тука ја најдов најголемата камена коцка, одма над самиот пат. Видете колкава е. Огромна камена коцка или мегалит, кој што е зацкриен, само потргнат настрана од патот. И сите овие докази укажуваат на тоа дека тука се работи за еден огромен праисториски локалитет од огромни размери. Видете само насекаде камени коцки. А сега продолжуваме понатаму и одиме малку погоре, каде што е оваа клисура. Оваа клисура, оваа длабнатинка е создадена затоа што овој простор е ископан кога го правеле патот, па така се откриени овие камени структури или камени коцки. Јас веќе имам направено едно видео за ова место, само за овој горен дел, затоа што сега ги открив коцките доле. И така да на некои од моите гледачи им е познато ова место, а на другите, еве сега ве запознавам.
Како прво, видете го само колку е убаво ова место. Видете го како изгледа, видете го колку се совршено изработени овие камења. Значи, тука се работи за огромен локалитет, полн со мегалити, кои што не се случајно тука. Ова се сите наредени во совршен ред. Погледнете само големината на камењата зад мене и видете ги овие остри агли. Ова е се правено вештачки, тука постоело некој огромен комплекс. Тие камења што ги снимав доле се во близина на ова место. И мислам дека се дел од истиот комплекс. Овие карпи се откриени само поради правење на патот. Тука се работи за многу стара градба. Многу стара, луѓе. Ова е нешто, можеби над 30.000 години и мислам дека тогаш постоела друга цивилизација, предпотопна цивилизација. Ова се доказите за таа цивилизација. Погледнете ги само вие камења околу мене, а сега одам да ви снимам извадени уште поголеми камења. Значи, видовте колкави се овие камени блокови, огромни луѓе, огромни камени блокови. Јас сум возбуден од ова место и пробувам да најдам зборови да ви го доловам и опишам местото, затоа што не можам, пак ќе кажам, не можам да сватам дека никој не го истражува ова место, не зборува за ова место и не прави атракција од ова место. Овакво место не можете да најдете никаде во светот. Значи, оволку големи мегалити, обработени, стари, нема никаде. Видете ги само овие камења. Овие се малце погоре, исто така извадени од патот и преместени малку настрана. Некои се искршени при преместувањето, некои е зачувана совршена коцкаста форма, рабови, се гледа. Значи, неверојатни форми, атракција светска. Погледнете го само работ на овој камен и кажете ми дека ова не е обработено. Ова е најзачуван камен и се гледа, видите го каков е работ. Значи, природата не прави вакви рабови. Продолжувам понатаму да ви снимам, има премногу камени блокови насекаде и сето ова што ви го снимав е едно единствено место, луѓе, замислете. И се чудам како не се истражува ова место. Меѓутоа, јас сум тука. Колку и да ме подценуваат луѓето, јас сум тука и ги снимам овие места, пробувам да им дадам некоја светлина, затоа што се работи за место кое што го нема никаде во светот. Овакви камени блокови имате единствено на пирамидите во Египет и тука на ова место. Значи, пробувам да дадам светлина на ова неверојатно откритие, се надевам дека ќе ме поддржите и вие во тоа и дека заедно ќе го осветлиме ова неверојатно наше место. Значи, тука имало цивилизација многу одамна. Видете само, видете го местото.
Јас си заминувам од ова неверојатно место. Местото се наоѓа на патот на Градско. Вас ви благодарам што гледавте. Да ве потсетам да се претплатите, да станете членови, да го поддржите проектот Сонцогор. Ви заблагодарувам на сета поддршка и се гледаме во некое мое наредно видео. Поздрав!